Добро вечер, почитувани гледачи, ги гледате регионалните вести. Албанската заедница во Македонија денес го одбележува 28 ноември, денот на националното знаме на албанците, како и прогласувањето на независноста на државата Албанија. И во Македонија албанската заедница денес го одбележува 28 ноември, денот на националното знаме на албанците, како и прогласувањето на независноста на државата Албанија. Во Тетово под називот Тетово го слави ноември од 10 до 30 овој месец се одржуваат повеќе манифестации, концерти, изложби, спортски настани и слично, на кои учествуваа граѓаните пред се од албанската заедница, а кои беа поддржани од општината. Ова најде на револт кај останатите заедници во Тетово пред се кај македонците со оглед дека со години наназад во истиот месец. Општината не дава поддршка, ниту пак учествува во одбележувањето на 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово во Втората светска војна од фашистичката окупација. Ние, ако треба да биде општината организатор на одбележувањето на ваков празник, но и покрај тоа ние како Сојуз на борци упативме соопштение до сите здруженија и партии и училишта, меѓу кои и до локалната самоуправа. Значи имаме пратено писмо до градоначалничката на општина Тетово и до советот на општината да присуствуваат на овој значаен настан. Реков ја и во рефератот дека носители треба да бидат општината. Меѓутоа вие гледате каква е оваа ситуација, нема никаде истакнато, нема ни знаме, нема чувство за овој празник, а реков ја дека најзначаен празник за Тетово и Тетовско е баш 19 ноември. Градоначалничката Теута Арифи признава дека се можни пропусти од страна на општината. Тврди дека општината ги поддржува другите датуми и празници важни за македонскиот народ. Во принцип, значи ние на сите манифестации секогаш имаме делегации, положуваме цвеќе, може да се случи некој пропуст, али во принцип, значи имаме добра соработка и со организацијата на борците, ги имам примено неколку пати, значи нема ништо тенденциозно од тој аспект, секогаш имаме представници на битните верски празници, значи лично одам и ја посетувам митрополијата, значи апсолутно тоа го правиме редовно затоа што сметаме дека тоа треба така да биде. 28 ноември се одбележува откако во 1912 година во Валона Албанија се прогласува за независна држава, а е избрано знамето црвена основа со црн двоглав орел. За православните верници од денес започнува 6-неделниот Божичен пост. Целта на постот е да се исчистат телото и духот преку воздржување од мрсна храна, но и од лоши мисли, зборови и дела. 6-неделниот Божичен пост за православните верници започнува од денес. Постот трае 40 дена, односно до Божич 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот за Божич не се менува, постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на Бадник 6 јануари. Целта на постот е да се исчистат телото и духот преку воздржување од мрсна храна, но и од лоши мисли, зборови и дела. Денес, 28 ноември, започнува овогодинешниот Божиќен пост, односно постот кој е востановен како пост со кој се подготвуваме за раѓањето на Спаситело наш, Господ Исус Христос, во тело, за неговото всушност доаѓање во овој свет преку раѓањето од пречистата владичица наша Богородица. Овој пост трае вкупно 40 денови и мерката е земена според примерот кој Господ Исус Христос го дал, кој што постел 40 дена во пустињата, и за разлика од Великденскиот пост, кој што има 47 дена, заради тоа што Великденскиот има 40 дена и плюс 7 дена пост во страдалната седмица, овој пост има 40 дена на постење. Постот, според учењето на православната црква, е воздржување од јадења кои потекнуваат од животинско потекло, тоа се однесува во делот на храната, но постот пред се е љубовно послушание, љубовно растење во послушание кон Светата Црква Божја. Бидејќи кога беа создадени првите луѓе, Адам и Ева, им беше даден уште во рајската градина пост, кога Господ им рече:
Од секое дрво во градината јадете, но од дрвото за познание на доброто и злото не јадете, зашто кој ден од него ќе вкусите и ќе умрете. Тија ја прекршија заповедта, односно го прекршија постот. А причините и последиците од таквото прекршување на постот ги знаеме сите. Смртта и болестите кои влегоа и ја разоруваа човечката природа, заради што Господ дојде и се воплоти. Токму заради тоа, црквата ни го предлага и денес постот како љубовно послушание. Но многу поважен е духовниот пост, односно покрај тоа што ќе постиме телесно и ќе се воздржуваме од храна која потекнува животинско потекло, потребно е секој да се бориме со собствените страсти, да се воздржуваме од чинење на зло и да се исповедаме пред свештеник, да се причестуваме со телото и крвта Христови, да доаѓаме на богослужби, само така нашиот пост ќе биде целосен и богоугоден пред Бога. Христијанскиот пост е воведен по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина во пост и молитва. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на престојниот празник. Во православната црква практика е во текот на божичниот пост верниците да се исповедаат и по можност да се причестат, за да бидат што подостојни во подготовката за празнување на Христовото раѓање Божич. Што се однесува до начинот на кој што се пости божичниот пост, тој за разлика од великденскиот е многу поблаг. Значи, има повеќе типици кои настанувале со текот на времето, кај нас во практика е прифатено, општо прифатено следното правило: понеделник, среда и петок да се пости без употреба на зејтин, вторник и четврток со зејтин, сабота и недела, празниците и славите, зејтин, вино и риба. Меѓутоа, пак ќе потенцирам дека е потребно секој да пости според своите психофизички можности, според својата здравствена состојба, според својата сила, според својата работа и прилики во животот, а во согласно со својот духовен отец. Значи, правилата кои што се дадени во постот се некоја ориентациона рамка како еден пост треба да се пости. Меѓутоа, потребно е секој со својот духовник на исповед, во зависност од неговите животни прилики, да си ја уредува мерката на постот. Затоа што не може сите да поста исто, не може болните и бремените жени, да кажеме, да постат како личностите кои се здрави и силни. Не може исто да пости оној кој што има, да кажеме, работа во канцеларија и оној кој што работи во рудник. Но затоа е потребно секој да се исповеда и од духовникот да добие благослов како да пости, односно да се уреди мерката и пристапот на телесниот пост. Мерката на телесниот пост може, значи, да се менува според околностите, но не и на духовниот. Духовниот пост е обврзителен и важен за сите и тука нема никакви попуштања, бидејќи секој треба да се бори со собствените страсти, секој треба да се бори со гревот, секој треба да се исповеда, секој треба да се причестува со светите тајни. Токму затоа потребно е да влеземе смело и храбро во постот, како што вели Свети Јован Златоуст, немојте да се плашите кога ќе чуете за постот, бидејќи тој не е страшен за вас. Тој е страшен за демоните кои што ги врзува. Заради тоа треба овој пост да го испостиме со љубов, со ревност, храбро, за да може да се подготвиме за големиот празник на рождеството на Господ Исус Христос. Додека траат божичните пости, строг пост на вода се налага во првата и последната недела, како и секоја среда и петок. За време на божичниот пост постни се и сите славски трпези. Состојбата со грипот во гостиварскиот регион е стабилна, до сега се регистрирани само 6 случаи, но периодов значително е зголемен бројот на граѓани кои страдаат од инфекции на дишните патишта. Состојбата со грип на подрачјето на Гостивар е мирна, но периодов косат респираторните инфекции. До 500 граѓани неделно бараат лекарска помош поради здравствени проблеми со дишните патишта. Поголем внес на витамини и течности и редовно одржување на хигиена се вообичаените препораки од лекарите. Сезоната на настинки и вирози го подигна нивото на превентивни мерки и во Гостиварската општа болница, каде за заштита на пациентите од зараза неодамна се воведе ограничување на посетите на болните. Евиденцијата на епидемиолошкото одделение во Гостивар кажува дека грипот е стабилен,
Досега се регистрирани само 6 заболени. Поучени од искуството, епидемиолозите очекуваат сликата да остане слична до крајот на декември, додека веќе во јануари и февруари вирусот да земе замав меѓу граѓаните. Во одделението се уште се врши вакцинација против грип. Од вкупно 1100 дози колку што беа предвидени за имунизација на населението од регионот, останати се уште 30 на вакцини. На ниво на Македонија сезонава регистрирани се околу 600 случаи на заболени од грип, од кои најголем дел се од Тетово, Прилеп и Куманово. Неопходна е соработка со локалните и државните власти во насока на подобрување на животот на пензионерите, висината на пензиите, потребата од сместување во пензионерски домови, соодветната социјализација се само дел од темите кои се од интерес на оваа група граѓани. Третото животно доба носи многу предизвици. Висината на пензиите, потребата од сместување во пензионерски домови, соодветна социјализација се само дел од темите кои се од интерес на пензионерите. Од Сојузот на пензионерите на Република Македонија сметаат дека е неопходна соработката со локалните и државните власти, а во насока на подобрување на животот на оваа категорија на граѓани. Пензиите колку се големи, ако пензионерот не биде сместен во таков дом, каде што сам ќе се снаоѓа во искрана, во другарување, во една социализација своја, тешко ќе може со колку да е голема пензија да го минува, да кажеме, тој пензијски живот достицен, што мора да дава и на своите деца, на внуци, да ги помага. Сега ние од тие, сега што рековме, околу 300.000 пензионери, за ова наша проблематика се заинтересирани околу 900.000 до милион луѓе. И кажете како? Па така, бидејќи сите ние издржуваме по едно, по два генерации, кои ќе помножи се тоа доаѓа околу 900.000 луѓе се заинтересирани кога ќе се добие пензија, дали таа ќе биде зголемена, колку ќе биде зголемена и така натаму. Видите, сите дискусии се водат и околу таа работа и во Тето, па и секаде каде што одиме. Обезбедување на пристојни пензии, како и солидни услови за сместување на пензионерите во домови, се од полза на сите, потенцираат од Сојузот на пензионери. 30 години не беше изградено ниедно ново легло во пензионерски домови, биле околу 500 во Македонија, државни зборувам, и толку останале. А стари луѓе се повеќе има во Македонија. Таа структура се повеќе се зголема како секаде и во Европа, на крајот и во светот. И е многу потребно пензионерите, тие посебно со пониски пензии, да имаат достоинствени услови за живот во тето животно доба. А како имаат, ако имаат ниска пензија, не можат во приватни пензионерски доми, таму се многу скапи сместувањата, а во државните по 5 години треба чекате во Скопје, во 5 години треба чекат да дојдат на ред за да влезат во пензионерски дом. Затоа и наше настојување, наша идеја, наша заложба е прифатена и во наредните 3 години ќе се изградат само во Скопје, и тоа во општина Газибова веќе е најден каде ќе биде тоа градбата, во 3 етапи, околу 510 нови легла во пензионерски домови за ниски пензии, за пензионери со ниски пензии. Тоа сакаме да се прошири во другите градови, како што е во Тетово, во Кочани веќе имаме проекти, Охрид, и секаде во Македонија каде што се дава можност да вистина пензионерите да имаат достоинствени услови за живот во тето животно доба. Во лоши услови се и собите во состав на пензионерскиот дом во Тетово. За овој проблем се разговараше и на седницата на Сдруженијето на тетовските пензионери. Стана збор за многу прашања, меѓу кои и за старосни домови, тоа практично така се вика, кај што ќе бидат сместувани, бидејќи во нашиот западен дел немаме ни еден таков дом, а имаме доста потреба, поготово луѓето кои стари кои се оставени, да речеме, од породиците. Стана збор, па ќе видиме, има иницијатива, ќе видиме до кај ќе стигнеме. Сојузот на пензионери на Република Македонија брои околу 300.000 членови.
Армијата на Република Македонија утрово почнала со поставување жичана ограда од левата и од десната страна на кота 59 на македонско-грчката граница, изјави портпаролот на Арама подполковник Тони Јаневски. Одлуката за поставување на оградата била донесена утрово од владиното координативно тело за справување со мигрантската криза, а врз основа на заклучоците донесени на состанокот на Советот за безбедност пред 2 недели. Поставувањето на оградата е да се спречат економските мигранти илегално да влегуваат во земјава и насочување на бегалците кон контролните пунктови заради регистрација. Армијата на Република Македонија е задолжена да постави ограда, столбови и жица, како дел од тактичко-техничките активности за поставување соодветни пречки и насочување на мигрантите кон прифатниот пункт, врз основа на одлуката донесена од Советот за безбедност, вели Јаневски. Во тешка сообраќајна несреќа што се случи доцна синоќа во Куманово загина директорот на Центарот за култура Трајко Прокопиев, Роберт Павлевски. Како што соопшти МВР, до несреќата дошло откако автомобилот Субару управуван од 40 годишниот Павлевски излетел од патот и удрил во бетонски зид, при што тој починал на самото место. Тешки телесни повреди здобиле неговите 4 сопатнички. 2 од нив се задржани во општата болница Куманово, а другите 2 се пренесени во ургентниот центар во Скопје. Увид на местото на несреќата извршиле СВР Куманово и основното јавно обвинителство. Инаку загинатиот Павлевски е професор по музичко образование и беше директор на Кумановскиот центар за култура повеќе години. Петмина полицајци биле убиени од вооружени луѓе во предградието на Кајро. Властите соопштија дека маскираните напаѓачи од моторцикл во движење пукале кон полицијата на контролниот пункт во близина на 4600 години старата скалеста пирамида. Безбедносните сили ја опколи областа. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Најмалку 3 лица загинаа денеска во напад врз база на сили за одржување на мирот на Обединетите нации во Кидел на северот на Мали. Според неименуван извор од мисијата на Обединетите нации во Мали, во нападот загинале 2 припадници на Обединетите нации и 1 цивил. Северен Мали, речиси, цела 2012 година беше под окупација на исламистичките борци. Според најновите информации, 2 цивила и 1 полицаец загинаа, а 9 се повредени кога вооружен напаѓач отвори оган во Центарот за планирање семејство во американската држава Колорадо. Предходно беше соопштено дека во инцидентот се повредени 11 лица. Во меѓувреме напаѓачот се предаде на полицијата, соопшти официјални извори. Сега нема никаква безбедносна закана за граѓаните. Полицијата наведот и не е познат мотивот на напаѓачот, како и тоа дали тој на некој начин е поврзан со Центарот. Италијанската влада ќе ги затвори тајните џамии во земјата во рамки на војната против тероризмот, изјави министерот за внатрешни работи Анџелино Алфано. Во Италија има 4 џамии и над 800 муслимански светилишта. Ќе ги затвориме тајните и нерегистрирани места, не за да спречуваме почитување на верата, туку за да може таа да биде практикувана на прописни места, вели тој. Русија соопшти дека ќе го суспендира безвизниот режим со Турција по ескалирањето на тензиите меѓу Москва и Анкара откако беше соборен руски воен авион од страна на турски борбен авион. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вчера објави дека Москва ќе воведе визи за турските државјани почнувајќи од 1 јануари. Соборувањето на рускиот авион од страна на Турција на границата со Сирија на 24 ноември предизвика остар одговор од Москва. Оттогаш Русија ги ограничи туристичките патувања, се блокираа турските камиони на границата и се конфискува храна увезена од Турција, а се подготвува и поширок спектар на економски санкции. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган рече дека е тажен поради соборувањето на рускиот воен авион од страна на турските сили. Обраќајќи им се на поддржувачите, Ердоган денеска прво го бранеше потегот на Турција и ја критикуваше акцијата на Русија во Сирија пред да го изрази своето жалење. Тој го повтори повикот за средба со неговиот руски колега Владимир Путин на маргините на конференцијата за климатски промени во Париз наредната недела. Предходно Турција ги повика нејзините граѓани да не патуваат во Русија ако не е неопходно. Турското МНР соопшти дека предупредувањето е поради тоа што турците се соочуваат со проблеми во Русија. Денес имавме променливо облачно време со снег на повисоките места. Дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -3 до 3 степени, а дневната од 5 до 11 степени.
За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време наместа со провејување на снег. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од -2 до 3 степени, а дневната од 4 до 9 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со програмите на радио и телевизија КИС. Ви посакувам пријатно расположение.